Годинашниот по многу нешта проблематичен откуп на тутунот, согласно законските рокови, веќе завршува. Со континуиран тивок бојкот и така речи на мускули, се истурка и оваа откупна кампања, велат тутунарите. Повеќе незадоволни отколку задоволни влегуваат во новата производна сезона, ама за жал пак со старите проблеми кои во последниве години го десеткуваа македонското тутуно производство. Самоитната и задолжителна промена на постоечкиот закон за тутун ќе може колку толку да ја ублажи катастрофалната состојба. Категорични се од Националната земјоделска мрежа. Нашиот апел е тутунарите да бидат крајно внимателни, а ние како Национална земјоделска мрежа ќе се залагаме за да дојде до промена на законот за тутун и тие дискриминаторски членови во законот за тутун да се сменат, каде што самиот производител нема буквално никакво право на својот производ. После сменувањето на законот на тутун, тогаш и самиот облигационен договор ќе биде поинаков. Знаете, после тоа нема ни државата, нема свое влијание. Сменување на законот за тутун, покачување на откупните цени, формирање на производните цени од страна на релевантни институции и производство со заштитна цена, бараат и од Тутунското здружение Тутунска надеж. Вака повеќе не може, бидејќи постоечкиот закон кој е аминуван од државата им дава целосно одврзани раце само на монополите. Време е за коренити промени за да не бидеме ограбени и годинава, посочува Васко Јосифовски од Тутунска надеж. Наспроти сите овие состојби пак, деновиве министерот Љупчо Николовски со континуирани објави на социјалните мрежи тврди дека македонските тутунари добивале државна поддршка како никогаш претходно, со зголемени откупни цени и субвенции, а за прв пат била воведена и мерката зелена нафта. Инаку, откупениот род годинава ќе тежи нешто над 14.000 тони, наспроти очекуваните 26.000 тони, и е речиси двојно помалку во споредба со ланското производство. Новите договори ќе започнат да се склучуваат од 1 март.